Длабоко сум убеден дека поентата овдека и на обвинителството и на судот е што повеќе да се одложуваат овие судења. Пресуда по овие кривични дела ќе има, меѓутоа не во распон во кој што се надеваат на пример родителите. Нешто по 2-3 години. Да. Или за голем дел од овие и ќе нема, заради тоа што не може да се поврзат луѓе кои што фалсификувале документи пред 12 години како причинители на пожар. И оваа приказка кога и да се заврши, а ќе трае долго, значи ова ќе трае поише од 10 години. Ќе оди на апелација. И на апелација сите овие работи што сега ги прекршуваат на апелација ќе паднат. Денеска на пример обвинителството вика, ама ние ќе се откажеме од тие 282 сведоци. Само 35 ќе имам. Да, ќе се откажете. Ама адвокатите не се откажуваат, ќе ги викнат и не само тие 282, ќе викнат и своји сведоци. Само овој газдава на дискотекава, овој Дејан, само он има најавено 9 сведоци. А има 40 обвинети. Каде направиат дополнителен проблем за да се одложува сега рочиштето. Сега на пример обвинението што сака да го појат, нели, обвинението што беше башка за агенцијата за обезбедување, сака да го спојат со оваа постапка со ова обвинение. Они може тоа да го направат пред да почне ова и да пуштат едно целосно обвинение. Они сега ќе го интегрираат обвинението. Тоа значи дека сите овие адвокати, обвинители, сите заедно, обвинети ќе треба да ги читаат новите докази. Тоест, доказите кои што се прибрани во постапката за обезбедувањето ќе треба да ги прочитаат сите овие кои што се во првичната постапка. Значи може да уште 200 страни. И обратно, овие кои што се во оваа постапка ќе треба да ги читаат сите докази кои што доаѓаат сега од оваа постапка за обезбедување. И нормално дека ќе се бара одложување, затоа што постои нешто се вика право на фер судење и судот мора да даде.